Беше тоа на 15 декември 1025 година, кога почина Василий II Порфирогенит, римски цар од македонската династија. Оставил империја која се протегала од Ерменските планини до Јадран и од Еуфрат до Дунав. Смртта на Василий II представува пресвртница во римската историја. Почнува времето на епигони кога империјата спрема надворешниот свет живее од славата на претходната епоха, а во својот внатрешен развиток потпаѓа под силите на феудалната дезинтеграција. Беше тоа на 15 декември 1901 година, кога во село Дмбени, Костурско, е роден Атанас Близнаков, општественик и публицист. Атанас во 1920 година емигрирал и извесен период живеел во Соединетите Американски држави, каде членувал во Македонско-Американскиот народен сојуз. Таму станува и еден од основачите на друштвата Александар Македонски и Лазар Поптрајков. Атанас исто така е и главен иницијатор за изградба на првата македонска православна црква во Соединетите Американски држави, Свети Кирил и Методи во Гери, Индијана. Бил председател на болничкиот комитет во Гери за собирање парични средства за изградба на државната болница во Скопје. Во 1976 година се враќа во Македонија, а наредната година заедно со сопругата Славка ја основал фондацијата на негово име при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со цел да се стипендираат талентирани студенти. Почина на 10 јули 1998 година во Скопје. Беше тоа на 15 декември 1910 година, кога во селото Горно Борди, Серско, е роден Михаил Сматракалев, македонски револуционер, публицист и писател, еден од основачите на македонскиот литературен кружок во Софија, а од 1992 година почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Во 1935 година од печат излезе неговата прва и единствена објавена поетска книга на македонска тема Бура над родината. Автор е и на делата Македонски литературен кружок, Модрите широчини на татковината и на македонски теми. Умре во Софија на 16 април 1998 година. Беше тоа на 15 декември 1944 година, кога во Скопје почна првата национална конференција на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. Конференцијата ја отвори Мара Насева, а политички реферат поднесе Веселинка Малинска. При тоа е избран главен одбор на АФЖ на Македонија, а за председател е избрана Васка Циривири. Беше тоа на 15 декември 1945 година, кога во селото Нострам, Костурско, грчките власти изведоа пред суд 61 македонец, бидејќи своите деца ги учеа да пишуваат и да читаат на својот мајчин македонски јазик. Беше тоа на 15 декември 1945 година, кога Симфонискиот оркестар на денешната Македонска филхармонија го одржал својот прв симфониски концерт. Беше тоа на 15 декември 1946 година, кога во Скопје започнале првите предавања на Филозофскиот факултет, наследник на стариот Скопски филозофски факултет и прв факултет при Универзитетот во Скопје Кирил и Методи. Беше тоа на 15 декември 1991 година, кога во Скопје, во Гранд Хотел Скопје, за прв пат се одржа манифестацијата за избор на најубавата ромка во Република Македонија. Титулата најубава ја понесе Лиза Јашарова. Беше тоа на 15 декември 1999 година, кога Борис Трајковски ја презеде должноста председател на Република Македонија. Беше тоа на 15 декември 2004 година, кога почина Гого Ивановски, македонски поет и раскажувач. Работел како новинар во Радио Скопје, потоа како уредник во македонската телевизија. Учествувал во уредувањето на списанието за литература, култура и уметност, Современост и книжевниот весник Хоризонт. Од 1946 година членувал во Друштвото на писателите на Македонија.
Беше тоа на 15 декември 2016 година, кога се пуштени во оптек книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари, а повлечени банкнотите од 5000 денари. Постоечката апоенска структура на книжните пари, што се во оптек од 8 септември 1996 година, немаат претепено промени и воведувањето на овие два нови апоена представува прва промена.